Добро вечер, гледате Аргумент. Добро вечер и за мојот гостин, Благоја Атанасовски, политички аналитичар. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што сте тука. Одиме прво со Кочани. Тоа е најстрашната трагедија во поновата историја на Македонија. И денеска се соочија државниот врв и родителите. Но ВМРО-ДПМН не побара Димитар Апасиев, кој некој е председател на анкетната комисија, јас ќе го прочитам целосното име за заштита на слободата, правата на граѓаните, значи ова е нормална комисија која функционира, не е онаа која ја бара специјалната СДСМ. Значи, побара ВМРО-ДПМН да не ја води оваа анкетна комисија Апасиев, затоа што е неспособен, цитирам, да гарантира непристрасност и објективност. Тој одби. Сега околу ова ве молам коментар, па потоа ќе одиме со прашањето, се разбира, зошто воопшто има вакви анкетни комисии, зошто односно сега разговараат, дебатираат за Кочани, кога знаеме дека ништо тоа не функционира. Па тоа е трагедијата на 35 годишната повеќе партиска историја на Македонија, каде што политичките елити, наместо да создадат независни институции на системот во кој граѓаните ќе имаат апсолутно доверба, тие и за најголемата, како што рековте, ужасна трагедија во поновата македонска историја, политички се препукуваат, особено што станува збор за лидер на политичката партија Левица и актуелен пратеник, кој е еден од најжестоките критичари на оваа власт. Да, морам со жалење да констатирам дека не очекувам, за жал, и од оваа комисија или некоја идна анкетна комисија, дека на вистина може да се добијат одговори што точно се случи таа кобна ноќ на 16 март во така наречената дискотека Плюс во Кочани, односно кои се вистинските одговорни лица кои не ја спречија трагедијата, бидејќи гледаме дека освен условно кажано обвинување од опозицијските партии Левица и СДСМ, гледаме дека и родителите и роднините на трагично загинатите млади деца таа ноќ апсолутно не се задоволни како се води истрагата, односно не се задоволни кои се тоа се опфатени во истрагата на јавното обвинителство. Знаеме дека почна и обвинителскиот процес против 36 мината обвинети физички лица и 3 правни лица, но и на минатата емисија кај вас говоревме дека тоа ќе биде веројатно многу макотрпен, предолг процес каде што ќе има одложување и јавноста со право се прашува дали истиот тој нема да ги даде на крајот на денот одговорите кој на вистина е виновен, и мислам дека ние се наоѓаме во една ситуација во која апсолутно никој нема доверба во институциите на системот, ниту судско-обвинителскиот систем, ниту парламентарните комисии кои треба да дадат одговор. Како што кажав, да не се повторувам, мислам дека политичкиот амбиент и клима е таква создадена во овие 35 години да граѓаните апсолутно немаат доверба веќе во ниту една институција на системот. Да. Добро, не може ли нормално да профункционира собранието во ваква тешка трагедија, да ги иземат анимозитетите, непријателствата политички, се разбира, да ги контролираат тие емоции во име на вистината, на правдата, во име на тие семејства, во име на жртвите? Така би требало да биде во нормална, цивилизирана и уредена, европски уредена држава, но доколку бевме таква држава, немаше да се случи тоа, бидејќи има причинско-последични дејанија и настани поради кои се случи ужасната катастрофа. Ние очекуваме дека, како што поставивте и вие во прашањето, покрај таква ужасна трагедија, дека на страна ќе се тргнат сите тие политички анимозитети и препукување на политичките партии и во име на правдата и вистината, што се вели, во име на поменот на жртвите, да се истера правдата и вистината до крај.
за колку толку апсолутно јас мислам дека не може да се ублажи болката на родителите, но колку толку што се вели да почиваат во мир загинатите деца и сите луѓе кои загинаа таа кобна ноќ од проста причина што треба вистинските виновници да одговараат пред лицето на правдата. Гледаме дека апсолутно политичките елити или политичарите кај нас си продолжуваат по доброто старо правило, апсолутно го гледаат пред се личниот и партиски интерес, воопшто не го гледаат државниот или националниот или општествениот интерес во конкретниот случај, за да се расчистат сите тие дилеми околу катастрофалната несреќа во Кочани. Тоа апсолутно станува збор за човечкиот материјал со кој се исполнети нашите политички елити, односно нашите политички партии. Гледаме дека има една апсолутно негативна селекција на луѓе кои партиципираат во политичките партии кои потоа ги пополнуваат институциите на системот како функционери. Апсолутно гледаме луѓе кои немаат никаква емпатија, никакво сочувство, морална одговорност не чувствуваат, никој не даде оставка конечно. Апсолутно тоа го говоревме и во вашите претходни емисии кога станува збор за оваа најголема катастрофа, и мислам дека тоа и во иднина така ќе трае, бидејќи да гледавме други постапки од владеачките елити или од одговорните функционери, можеби поинаку ќе се водеше целиот процес, од тоа што нема никаква одговорност, најмалку морална или политичка. Гледаме дека апсолутно не може да се надеваме ние како граѓани, како општество, или за жал родителите и гледаат дека не може да се надеваат дека вистината ќе излезе на виделини, дека на вистина одговорните лица ќе бидат изведени пред правдата. Односно се фрла од самиот старт сомнеш во целиот судско-обвинителски процес кој ни предстои. Да. Добро, еве родителите ги спомнавте, ќе цитирам мајка на жртва во пожарот, таа се пожали дека ниту владата, ниту пак институциите и по еден месец од изборите не дале одговор на барањето на Сдруженијето 16 март за институционална еднократна помош. И тоа е за мене катастрофа доколку е така. Веројатно треба да се верува на родителката. Мислам дека не само што треба еднократна институционална помош, мислам дека на тие луѓе треба државата, односно институциите на системот, заради низа пропусти која доведе до најголемата трагедија во поновата македонска историја, да им ги одземе нивните најмили, односно нивните деца и чеда. Апсолутно тука па натаму можеби, јас не сум некој правник, па во таа насока да толкувам да се донесе и закон за трајно обештетување на семејствата на родителите, па и на сите повредени, бидејќи нели апсолутно го ставаме приматот на загинатите, но имаме, да не заборавиме, и преку 200 повредени таа кобна ноќ во така наречената Кочанска дискотека, каде што повремено медиумите известуваат, па дури прават стори или повремено излегуваат некои слики од лекувањето на тие пред се млади наши сограѓани, како изгледаат и дали тие може пред се психолошки, може би физички еден ден нивните рани и лузни ќе заздрават, но прашањето е како тие млади луѓе понатаму во животот ќе се борат да се изградат во личности кои треба да продолжат да живеат во оваа држава, да се градат како индивидуи и како зрели личности, или можеби ќе се иселат, но пред се мислам дека државата треба да направи палета на институционална помош и за родителите, и за роднините на загинатите деца, но и за преку 200 повредени млади деца. Апсолутно ние им должиме секаков вид на помош. Институционална, финансиска, морална, психолошка и секаков тип на помош. Граѓаните се свесни за тоа, но не и политичките елити. Тоа е, пак ќе кажам, тоа е за жал со каков човечки материјал се пополнуваат нашите политички партии, кои потоа граѓаните ги бираат на избори да бидат нивни легитимни представници, да бидат идните функционери кои треба да ги раководат институциите на системот, кои продуцираат вакви невидени катастрофи. Да. Добро, околу посебна, специјална анкетна комисија, иако е констатирано одамна, еве вечерва вие констатирате дека во анкетните комисии во оваа држава не функционираат, дека се проформа само формирани. И сега власта инсистира, ВМРО-ДПМН инсистира, но и останатите коалициони партнери, да биде тоа комисија за сите понови трагедии,
не сме и тие да се заборават, додека СДСМ се фокусира, акцентот го става само на Кочанската трагедија. И ваква анкетна комисија се направи само за Кочани. Тоа е така, бидејќи гледаме дека на сите трагедии ние повторно гледаме политичко препукнување меѓу власт и опозицијата, односно меѓу политичките партии и елити, во чиј мандат се случиле тие ужасни трагедии. Најужасната Кочанската се случи во мандатот на ВМРО ДПМН Евлени Знама, предходните трагедии беа случени во мандатот на СДСМ и ДУИ, модуларната болница во Тетово, Дурмо Турси, Беса Транс, и сега гледаме дека си ја префрлаат условно кажано вината или топката на свој терен, односно СДСМ бара нели да биде таа анкетна комисија само за Кочанската трагедија, додека ВМРО ДПМН да не испадне дека се оградува, дека бега од одговорност за Кочанската трагедија, сака да ги вметни сите претходни трагедии во чиј мандат се случиле тие трагедии кога на власт биле СДСМ и ДУИ. Од проста причина мислам дека сето тоа ќе се сведе на голо празно обвинување препукување партиски на седницата кој е одговорен, односно вие бевте одговорни додека бевте на власт, немаше никаква институционална разрешница и завршница на тие случаи. Обратно СДСМ ќе го вперува прстот во ВМРО ДПМН дека институционално одбегнува да понесе одговорност за Кочанската трагедија. Апсолутно морам да констатирам дека и тоа е еден вид на жалната реалност која се случува во Македонија, бидејќи не можете вие да најдете најмал заеднички содржател на ова и сите претходни трагедии, да ги тргнете на страна политичките или партиските препукувања или политичките и партиските интереси и да речете добро луѓе, ние мора да се однесуваме пред се како зрели цивилизирани граѓани. Ова што се случија беа неколку последователни трагедии, ужасни трагедии кои земаа преку 100 и кусур човечки животи, и доколку не најдеме ние малзеднички содржател и да ги расчистиме сите дилеми и да работиме превентивно во идни да не ни се случуваат вакви трагедии, тогаш гледам дека апсолутно нема никакво чувство на одговорност кај ниту една политичка елита, бидејќи со ваквото однесување, јас апсолутно за жал морам да констатирам дека и во иднина очекувам вакви, од исти ваков маштаб или тип трагедии, дури да не речам и пострашни трагедии, кои не би ми изненадиле. Бидејќи после секоја трагедија ние бевме згрозени, запрепастени како држави и општество, како нација. Зошто ни се случува тоа? За тоа да го говориме неколку месеци, што се вели секое чудо за 3 дни кај нас е еден, да се заборави после тоа, на крај да дојдеме до ова што ни се случи во Кочани на 16 март. И пак ја речам, доколку имаме ваков однос од политичките елити или од институциите на системот, јас апсолутно не мислам дека Кочани е последната ваква невидена трагична трагедија. Добро, ние видовме така наречениот концерт на Аца Лукас, иако имаш информација дека не бил класичен концерт, но видовме дека 50 минути практично тоа беа информациите пред завршување на тој концерт, така наречен концерт, всушност тогаш беше приведен и прекинат тој настан. Зошто на почетокот, кога за кавадарци се знае дека е многу мал град, не е тоа Лондон, па да не дознаат. Не само за кавадарци, веројатно го поставивте клучното прашање, бидејќи јас велев дека доколку пред се полицијата надлежна за контролирање на таков тип на објекти, да влегла во Кочани во 12 часот и согласно сите нерегуларности, низа на нерегуларности, од малолетници, од служење на алкохол, од многу повеќе продадени карти или присуство на гости кои учествувале на концертот на групата ДНК, да ги констатирала и да си ја завршила работата, условно кажано, да го прекинела непочнатиот концерт, кога веќе да го откажала, кога веќе ќе наишле на низа нерегуларности, ние немаше да говориме денеска за ова, бидејќи тоа ќе беше спречено согласно работата на полицијата, но тука мислам дека сите во оваа држава им е јасно како тоа функционирало, особено во тие помали градови, дека имаме спрега на угостители, на инспектори, на полицајци локални од да речеме ОВР Кочан или ОВР Штип, и тоа е, да речам, како да кажам, врзивните садови и ткива на
меѓуинституционалната корупција во Македонија која владее во овие 35 години, каде што тие како испреплетени црева биле корумпирано поврзани и поради тоа веројатно не реагирала полицијата, но и покрај тоа што можеби апсолутно министерот за внатрешни работи нема директно кривично правна одговорност, нешто што се вели во развиените цивилизирани држави, имате морална и политичка одговорност после таков настан да одбиете да бидете министер за внатрешни работи на една држава и да немате никаков апсолутно кривично правен тип на одговорност. Мислам дека разликата меѓу вакви држави како Македонија, државите од вториот и од третиот свет, со развиените напредни цивилизирани држави е во тоа што политичките елити чувствуваат морална и политичка одговорност. Стопати сум го кажал примерот нели на Емилија Стојменова Дух во Словенија, зошто си даде прво самата оставка веднаш премиерот словенечкиот. Треба да се повторува се едно што стопати сте го кажале. Го кажувам, да, тие примери секојдневно треба да се кажуваат. Апсолутно, бидејќи еве станува збор за човек кој е роден во Виница, кој е изграден во тоа општество и која е станала министерка за дигитална трансформација, информатичко општество како првенец на генерација на покана на словенечкиот премиер. И сега се поставува прашањето, дали истата таа Емилија Стојменова Дух, доколку била министерка за внатрешни работи во Македонија, во вакво општество, во ваква клима и констелација на политички односи, дали би се поднела оставка од морални и политички причини, не за тоа што си го поднесе во Словенија заради претекнување на нејзиниот шофер, што е банална причина да речеме во Македонија, туку за ваков тип на трагедија, доколку она екзистирала во ваков како да кажам, ваква политика на жабарник, на мочуриште на функционирање на политичките односи во овие 35 години, веројатно истата која е родена во Виница, доколку била министер за внатрешни работи, немало да си даде одговорност. Тоа не можеме да знаеме. Не, сакам да кажам и да сакала да си даде, можеби премиерот би била спречена. Апсолутно, да. Ама што е разликата меѓу една Словенија и една Македонија? А двете држави биле во една иста заедничка федерација и половина век екзистирале во таа заедничка држава. Ние сега се однесуваме како да сме разлика од тука до Марс. Добро, и да не ги заборавиме двајцата министри во Словенија кои за правда и за внатрешни работи за едно убиство. Има можеме да говориме за таков примери во Германија, во Шведска за непријавен данок, министерка во Шведска си има поднесена оставка за непријавен данок на купена викендица. Во Германија сличен пример. До кој степен е развиена моралноста, етичноста и политичката одговорност на политичките функционери во тие западни развиени општества. Словенија дури географски не е западно развиено општество, но во начинот на функционирање тие знаат дека само така може да изградат моделно успешно општество и само знаат дека тоа е единствениот правилен начин да се спречуваат таков тип на трагедии. Затоа ваков тип на трагедии ќе се случуваат во Македонија, во Романија, во Бразил, а не во Шведска, не во Германија, не во Словенија. Пред да преминеме на мигрантската криза, уште нешто, Љупчо Коцевски, јавниот обвинител, инсистира, смета дека не е потребна ваква анкетна комисија да се формира, зашто практично паралелно би се водел процесот и сите докази, како вели тој, би биле компрометирани и сведоците. Цитирам. Сметате ли дека е во право, може да се наштети, смета на трагедијата е што и самиот државен јавен обвинител е компрометиран од актуелната власт. Да. На него му се падна да го води најтешкиот кривично правен настан во поновата македонска историја во овие 35 години, но да не заборавиме, истиот беше условно кажано дочека на политички нож од страна на актуелната владеачка гарнитура, која велеше дека тоа е поставено од претходната владеачка гарнитура и нема доверба во истиот тој државен јавен обвинител во ситуација кога македонските граѓани имаат катастрофално да речеме катастрофална оценки и ниво на доверба во судско-обвинителскиот систем. Од таа гледна точка мислам дека и самиот државен јавен обвинител е компрометиран прво од политичките елити, второ мислам дека граѓаните апсолутно не веруваат не во конкретниот да речем обвинител Љупчо Коцевски, туку во персонификацијата на институцијата државен јавен обвинител или претседател на Врховен суд или претседател на Кривичен суд. И сакам да кажам дека тие оценки кои ги дава
не дека не се релевантни, туку мислам дека во ваква држава не вредат ни 5 пари, бидејќи ниту граѓаните, ниту политичките елити, ниту да речам судско-обвинителската фела има некоја доверба во него дека тој е неспорен авторитет, па сега целата јавност, граѓани, општество, јавност, институции, политички елити, ние веруваме апсолутно во него и во неговиот неоспорен авторитет, па што ќе каже Јупчо Коцевски, тоа ќе биде прифатено. Мислам дека се тоа е дадено во насока на, условно кажано, заштитување на неговиот обвинителен акт кој беше поднесен во однос на настаните од дискотеката Плюс во Кочани. Ајде околу мигрантската криза, серијал препукувања секојдневни слушаме, Филипче еве најавува петиција против мигрантите, ВМРО ДПМНЕ вели дека не доаѓа во предвид дека би имало некакви кампови, градење на кампови, никакви мигранти всушност не би влезе, ниту имало некаков план. Мислам, за мене е дегутантно, не дека не е важна темата, но во ситуација кога Македонија е една од најкорумпираните, најсиромашни, најбесперспективни држави, без никаква перспектива во Европската Унија, ние правиме национална драма од политичкото препукување на власт и опозицијата. Точно е дека имаше најави за прифаќање на мигранти од британски медиуми, тоа власта го негира и не сака да го прифати како точна реалност. Точно е дека имаме склучен или договор за стратешко пријателство вреден 8 милиарди евра или 6 милиарди фунти, не знам сега колку да е точно. Нема врска подпишано од вице-премиерот Александар Николовски во Лондон, во Велика Британија, но сакам да кажам дека времето ќе покаже на вистина кој е во право, но мене ми е многу жал и дегутантно јас да гледам препукнување, наместо да гледам дебата меѓу власт и опозицијата како да се подобри севкупниот живот на македонските граѓани, како да се зајакнат институциите на системот кои предмалку ги говоревме дека се катастрофални и урнисани, дека благодарение на такви урнисани институции на системот ни се случуваат сите трагедии во поновата македонска историја, завршувајќи со најголемата во Кочани. И сега ние гледаме, како да кажам, представа театар за деца и младинци меѓу власт и опозицијата, па сега да се сензибилизира гласачкото тело или граѓаните да им се втерува страв дека ќе бидат прифатени мигранти во Македонија, не знам кои ќе побараат азил во Велика Британија, па да бидам циничен да кажам дека тие мигранти кога ако евентуално хипотетички бидат донесени во ова и ваква држава и тие би избегале од истава бидејќи ќе видат кај ги донеле во својата потрага по посреќен живот, и тоа не е дури ни цинично. Јас мислам дека медиумите известува за големата мигрантска криза кога бегалците од граѓанската војна во Сирија по рутата од Турција, Грција, Македонија, Србија, Унгарија за крајна дестинација Германија поминува по коридорот 10 од Богородица кон по железничката пруга кон Табановце. Имаше новинари кои ги снима и велеа дека едва чекаа да ја напуштат оваа земја, бидејќи глеdaa дека е толку сиромашна и понеразвиена од Сирија пред граѓанската војна, така што не да бидам циничен и саркастичен, и тие мигранти кога ќе ги вратат од Велика Британија во Македонија во некои условно кажано мигрантски кампови, ќе сакаат да се вратат назад во Афганистан и во Пакистан. Да, и никој не ја гледа таа несреќа на мигрантите, конечно. Да, така е, апсолутно. Во ова кревко општество, сиромашна држава, забораваат на вистинската несреќа. Така е. Ние сме апсолутно ксенофобичен народ кој не го поставува прашањето, ако ништо друго, институционално, дали може да им се помогне на тие луѓе на некаков начин, а не дека тие ќе бидат населени, насадени во мигрантски кампови, па не знам се шират такви ксенофобични, како да кажам, сценарија, да, тоа е зборот дека не знам тие ќе убиваат, ќе ограбуваат, па мислам дека тоа е доказ и колку сме ние ксенофобично општество без грам чувство за емпатија. Да. Безчовечност. Безчовечност за тажните и катастрофални судбини на тие луѓе. Да. Ајде околу промените во СДСМ, кои се најавуваа спектакуларно. Целото раководство е под оставка, но не и лидерот Венко Филипче. Што велите на тоа? Па многу пати сум дал изјава дека така народски сум се изразувал, рибата смрди од главата. Во Македонија ние имаме како да кажам, лидершип политички партии, каде што граѓаните се поистоветуваат пред се со лидерот и се лојални на лидерот. Ние имаме
авторитарно султанско владење на лидерите на политичките партии. Мислам дека во даденава ситуација е малку дегутантно вие да го смените целото раководство и извршниот одбор, условно кажано дека тие се виновни за катастрофалниот пораз на СДСМ на локалните избори, а самиот вие да не понесете никаква одговорност. На крајот на денот вие сте тој како лидер кој ги именувал и ги предложил тие функционери, но морам да напоменам тука неколку примери покрај епскиот катастрофален пример на пораз на СДСМ на локалните избори, примерот на Горан Герасимовски, градоначалникот на Центар, Сонја Стаменковска, градоначалничката на Македонска Каменица, Сашо Митовски, градоначалникот на Крива Паланка, каде што како кадровски решенија на СДСМ и покрај епскиот катастрофален пораз, тие победија во своите локални самоуправи, односно сакам да кажам дека со практична добра кадровска понуда СДСМ можеби можеше да помине многу подобро од ужасниот катастрофален пораз, односно како што ги напоменав овие на прсти што се бројат неколку примери заедно со градоначалникот на Богданцин, или не му го знам името, Кривогаштани, кои таму општини победија печас, за разлика од некои други кадровски решенија од типот на кандидатот за градоначалник на град Скопје, кандидатката за градоначалник на Карпош, Куманово, Битола, каде што СДСМ беше не ни влезе на бараж, туку беше пето пласирана политичка партија, се поставува прашањето и за кадровскиот потенцијал на таа партија и именувањето на тие кандидати, дали тука не се направила некоја тешка, катастрофална геостратешка грешка, што би рекол поранешниот лидер на СДСМ, односно во како да кажам, во целиот пораз, во целиот хаос и целата трагедија на СДСМ гледаме малку, ама добри светли примери кои СДСМ можеби ако ги преслика, ги аплицира и ги преслика да бидат условно кажано идни партиски функционери во извршниот одбор, подпредседатели и раководство на таа политичка партија, потоа бидат именувани за идни функционери, дали пратеници или кандидати за градоначалници, може да се надева на некаков Венко Филипче да остане на лидерската позиција со нови некои ликови веќе докажани. Тоа е вашата теза. Не. Венко Филипче мора да си оди. Јас според мене секогаш велам дека одговорноста има тој прво хиерархијата апсолутно, но кажувам и пример дека и покрај таков лидер и покрај таков епски катастрофален пораз се погодило, да речеме, некои добри кадровски решенија кои биле препознаени, биле препознаени, но апсолутно граѓаните се поистоветуваат со лидерот на политичката партија. Дотолку повеќе се поистоветуваат со овој лидер на кој има баук или сенка дека е тотално контролиран или зависен од претходниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев, односно многумина сметаат дека Венко Филипче уствари е само продолжена рака на Зоран Заев и дека апсолутно сите кадровски и секаков друг тип на политики во СДСМ ги аплицира раководејќи се по наредби и инструкции на Зоран Заев. Тоа не е моја теза. Тоа го говорат и членови, поранешни високи функционери на СДСМ, на социјалните мрежи, тоа го говорат на крајот на денот и граѓаните, низ кафеаните, да речам, или неформалните разговори, па дури има такви тези кои се пласираат и во јавности. Сега, дали е вистина или не, кога ќе ви залепате таква етикета, дека во вам не гледаат апсолутно автентичен, сериозен лидер на опозиција кој ќе се спротистави на оваа власт и сака на вистина да ја турне оваа власт, а вас ве прецепираат само за продолжена рака на поранешниот лидер на СДСМ кој е завршил својата политичка кариера, односно не добил легитимитет од македонските граѓани понатаму да биде лидер и премиер, што очекувате и каков тип на резултати ви очекувате за војнина, но тоа прашање треба да се го постават во СДСМ, самиот претседател на СДСМ, органите на партијата, крајот на денот и високите функционери на СДСМ, доколку сакаат СДСМ да опстане како политичка партија. Да кажам, не со жал, ама морам да констатирам со сериозна загриженост дека СДСМ се наоѓа на екзистенционалниот опстанок како политичка партија. Сега се поставува прашањето не дека ние треба да ја жалиме СДСМ ако исчезне или ВМРО да помане ако исчезне, но за здрава демократија, парламентарна демократија, да не завршиме во тотално авторитарно или тоталитарно општество, режим каде што ќе биде владеена од една политичка партија, а другата отиде тотално во маргините, низ сите власти апсолутно,
тогаш е многу битно вие да имате здрава представена парламентарна опозиција која ќе биде коректор на властите. Ако СДСМ не сака да ја прифати таа улога, едноставно тогаш се доведува во прашање и парламентарната и општествената институционалната демократија во Македонија. Затоа велам дека тие како политичка партија треба да си го постават тоа прашање дотолку повеќе за сопствената политичка партија кои имаат емоции, уште повеќе за ако се загрижени за државата и за иднината на државата. Ајде околу ВМРО ДПМН и нивниот конгрес, каде што видовме дека Мицковски е единствениот кандидат, на крај сме, но сепак зошто никој нема амбиции во таа партија да биде ривал против кандидат и неговите повторни изјави, така наречениот патриотизам, околу нерешавање на спорот со Бугарија, не започнување на преговорите со Европската Унија, за циментирана позиција. Па како што кажав, да не се повторувам, ние сме тотално лидерски султан партии, после таква победа на минатогодишните парламентарни председателски, запечатена со локалните, мислам дека дури би било здраво би било да постои некој заинтересиран. Глумење на некој ситна демократија, па дури ВМРО ДПМН не сака ни да го глуми, му дава апсолутна легитимна поддршка на лидерот, не сака да има ни статисти од типот, не знам, на Јове Кекеновски која се пријавуваше на конвенциите за избор на председателски кандидат номиниран од ВМРО ДПМН, која беше Ѓорги Иванов. Од таа гледна точка мислам дека дури е по-искрено и по-честно отколку да глумите се вие со некој условно кажано статист дека правите внатрепартиска демократија. Ќе видиме дали навистина лидерот и премиер Христијан Мицковски ќе го почитува својот збор и статутот дека ова ќе му биде последен трет последователен мандат како председател на ВМРО до 2029 година, бидејќи така е новиот статут на ВМРО. Не, и самиот кажа дека ова му е негов последен мандат како лидер на ВМРО ДПМН, дека тоа е здраво за демократијата во политичките партии, дека ВМРО ДПМН тоа го водело како новина во однос на прашањето за условно кажано патриотизмот или невнесувањето на бугарите во уставот како услов без кој не се може да се продолжат преговорите со Европската унија. Мислам дека тоа е апсолутно многу пати веќе кажано. Тоа сакам да кажам, многу пати е кажано и многу пати е повторено и тоа е веројатно единствениот конзистентен, јасен и прецизен став на лидерот на ВМРО ДПМН, воедно и премиер, дека да го цитирам и парафразирам, додека јас сум премиер, под вакви и овие услови Македонија нема да ги внесе бугарите во уставот. И дури мислам не толку цинично, туку реално би кажал е многу почесно вие да стоите на тој став, макар со цела последица од таквата политика која би ја воделе во однос на како да кажам државата, иднината, општеството и граѓаните. Доколку на крајот на денот па добивате легитимитет од граѓаните за таквата политика, водете таа и таква политика, само времето и историјата ќе суди дали била исправна или не. Но мислам дека јас лично му верувам, на колку пати има повторено дека додека тој е премиер нема да ги внесе бугарите во уставот, и мислам дека многумина си прават лажни представи или лажни надежи дека тој условно кажано глуми цврст, непопуслив лидер пред странците, па дека не знам странците или високи функционери од меѓународната заедница ќе дојдат, ќе го притиснат, ќе го разубедат. Мислам во таа гледна точка апсолутно јас верувам дека тоа е така и навистина не гледам зошто би го сменил тој негов ригиден став во однос на тоа политичко прашање, особено што нема ни притисок од опозицијата па да го смени тој добро познат став. Добро, благодарам што бевте гостин. Благодарам за поканата. Благодарам што не гледавте, пријатно.